Американскиот председател Барак Обама и британскиот премиер Дейвид Камерон ветија обединет фронт против заканите од исламските екстремисти. Ова се наведува во нивниот заеднички текст објавен во лондонски Таймс пред почетокот на нивните дводневни разговори денеска во Белата куќа. Обама и Камерон во текстот во врска со нападите во Париз во минатата недела врз сатиричен весник оценуваат дека екстремистите нема да замолчат слободата на изразување. 17 луѓе загинаа во 3 дена на терор што почна со нападот врз весникот Шарли Ебдо во минатата недела. Без оглед дали се соочуваме со самени фанатици или со терористички организации како Ал-Каеда, Исламската држава или Боко Харам, ние нема да бидеме заплашени. Ќе ги поразиме ваквите варварски убици и нивната искривена идеологија, пишуваат во заедничкиот текст двајцата лидери. Предходно, премиерот Камерон во британскиот парламент изјави дека глобалниот израз на поддршка по нападите во Париз покажува колку е важно единството во заштитата на слободата на говорот и демократијата. Пратениците од Министерката за внатрешни работи Тереза Меј беа информирани дека Британија е под закана од слични напади. Терористички напад во нашата земја е многу можен без никакво предупредување. Само во минатиот месец беа осуетени 3 сериозни терористички заговори, изјави таа. Британската влада ја разгледува можноста да им се дадат поголеми овластувања на полицијата и на безбедностите сили да ги следат онлайн и телефонските комуникации на осумнечените за тероризам. Во меѓувреме, американските власти соопштија дека уапсиле лице од Охајо кое планирало напад врз зградата на Американскиот конгрес. Според извештаите, агент на Федералното истражно биро го осуетил планот на Кристофер Корнел, кој истражувал како се прават бомби, купил огнено оружје и муниција и планирал да патува за Вашингтон. 20-годишниот Корнел, кој исто така бил познат и како Рахил Махрус Убаида, наводно планирал сам да изврши терористички напад во Конгресот со тоа што ќе ги поставил бомбите во близина на зградата и ќе пукал врз вработените. Тој на интернет постирал видеа и изјави на поддршка за милитантите на Исламската држава во Сирија и Ирак. Американскиот генерал Џон Ален, која предводи меѓународната коалиција против милитантите на Исламската држава, оцени дека вооружените напади во Париз ја нагласуваат од потребата од глобална акција против заканите од Исламската држава. Дури и пред Париз видовме терористи инспирирани од Исламската држава кои прават хаос во другите главни градови на коалицијата, во Сиднеј, во Отава и во Брисел, рече генерал Ален, наведувајќи дека борбата против милитантите на Исламската држава не е само ирачка одговорност.